Питаме за постигнатото. Ви благодарам. Со шампањско, денеска премиерот Зоран Заев, вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, домаќинот градоначалникот на Пробиштип Драган Анастасов и останатите гости си пожелаа успешен старт на ревитализираната, надградена и автоматизирана филтер станица за обработка на чиста вода за пиење. Дополнителна вредност на овој проект е тоа што тој е реализиран со помош и поддршка на народот на Република Словенија, наш голем пријател, наша голема поддршка и пример како треба да ја развиваме нашата земја на патот кон Европската Унија. Моја должност е да изразам мојата огромна благодарност и благодарноста на нашиот народ до граѓаните на Република Словенија, до владата на Република Словенија и Словенечкиот центар за меѓународен развој и соработка за донацијата од 600.000 евра на овој прекрасен проект. Секогаш сме тука за економска соработка, но ако базата на истата е зачувување на здрава и животна средина, напомна државниот секретар во Министерството за финансии на словенечката влада, Мато Драгуља. Словенија на развојнем подручју даje посебен подарок. Во областа на развојот посебен акцент става на проекти кои што се наменети за обезбедување на здрава вода за пиење, со трајни мерки за убlažување и прилагодување на климатските промени. Со надградбата, издашноста на Пробиштипската филтер станица од сегашните 75 литри вода во секунда се зголемува на 100, со дополнителните 25 литри вода во секунда, зафат од водите на хидросистемот Злетовица, што е и решение на проблемот за пробиштипјани во редовноста од дистрибуција на чиста вода за пиење до нивните домови. Многу е важно што со овој капацитет веќе не се решаваат само проблемите денеска и сега, него се решаваат проблемите во иднина и на производните капацитети кои што се градат во моментот и имаат намера да се градат во овој град и сакам само уште еднаш да спомнам дека во Пробиштип два капацитета производни дополнително ќе отворат нови работни места, тоа е фабриката Тапмак која што ќе ја гради својата втора фаза и фабриката Кранфилд која што треба да почне со производство во септември месец. Увид во работата во новиот погон на фабриката за производство на акумулатори Тапмак денеска изврши премиерот со соработниците. Бројот на вработени во Тапмак е вкупно граѓани од Пробиштип и околните населени места 440 граѓани, а со дополнителната инвестиција во висина од преку 20 милиони евра за реконструкција и проширување на капацитетите на компанијата според најмодерни стандарди ќе бидат отворени дополнително 90 работни места. Што значи ова за Пробиштипската општина и граѓаните? Тапмак и близу една деценија можам да кажам дека е еден од економските столбови во нашата општина и посебно ме радува фактот за новите близу 100 работни места. Со тоа покажуваме дека како општина и како влада ствараме услови за нови инвестиции. Финансиската инекција од 20 милиони евра ја иницира можноста од дуплирање на годишното производство на акумулаторски единици. Ако лани бројката застанала на 1,7 милиони, новата инвестиција овозможува производство на 3 милиони акумулатори. Впрочем, шампањското како символ за берикет од почетокот на овој рапорт се однесуваше и за оваа пријатна и пред се корисна вест за граѓаните на Пробиштип.